Бојан Здравевски, 2 година, правни студии. Еден мудрец заспал под некоја смоква поради големата горештина. Но дошла некоја змија и го каснала по вратот така што мудрецот писнал од болка. Кога видел змијата, таа се исплашила и сакала да избега. Не, рекол мудрецот. Се уште не си ја добила мојата благодарност. Ме разбуди во вистинското време, зашто ми предстоиш недолг пат. Твојот пат е веќе краднав, така му одговорила змијата. Мојот отров убива. Мудрецот се насмеа. Кога умрел змеј од отров на една змија? Но замиси го назад отровот. Не си доволно богата за да ми го подаруваш. Тогаш змијата пак му се свикала во вратот и почнала да му лиже рамето. Оваа приказна е класичен пример за денешните пријателства. Поучен од искуствата на голем дел од луѓето не може да не се запрашат. Што е тоа пријател? Зар е можно пријателот да е тој од кого секогаш имаме сомнеж да ни забие Божји крв? Творците на нашиот јазик зборот пријател го поистоветуваат со зборот пријател. Изгледа многу едноставно. Ако некој ви е пријатен, најверојатно ви е пријател. И обратно. Ако некој ви е непријател, значи ви е непријател. И кога ви погледнале подлабоко, изборот на нашите пријатели очигледно би требало да зависи од нашата емотивна интелигенција. Наместо да го следиме умот, кој за едно прашање има 1000 одговори, треба да го следиме срцето, кој има само два. Пријатно ми или непријатно ми. Пример, имате ум без срце, Хитлер, и ум со срце, Ганди. Можете ли да се замислите како пријатели на Хитлер? Сите исти, со мустаки, ако не, депортација. Кога секој човек би тргнал своите чувства по него, ви уверувам дека никогаш нема да погреши. Погрешните избори се само благодарение на нашите предрасуди и лични интереси. Умот е алатка, преку која треба да ги разбереме нашите емоции. Ниче оваа приказна говори за лажните пријателства. Тој вели, ако имате некој непријател, не враќајте му за злото со добро. Подобро е да се лутите отколку да се срамите. Кога ве прополнуваат, апсурдно е да благословувате. Подобро е и вие малку да помнете. Погледнете ги овие реални намислувања по луѓето. Доаѓаат од човек кој е свесен за собствените чувства. Ние сакајќи да излеземе фини и културни, ја губиме нашата природност и интелигенција. Која е поентата на некого да му се смеете кога треба да викнете? Зар треба да се срамиме од собствените чувства? Зар треба да се срамиме од собствената природа? Но едно нешто вистински научив од приказната. Пријател, тоа е човек во кого имам неизмерна доверба и ограничена преданост. Но ако не сакам да умрам од отровот на неговото лицемерие, ќе мора прво јас да го немам тој отров во себе, затоа што само пријател може да препозна пријател.